Вести Плюс, добар ден и добро дојдовте. Вечер во со мене, Јана Јосифовска, а мој гостин, координаторот на пратеничката група на СДСМ, господинот Оливер Спасовски, добро дојдовте. Благодарам на поканата. Ќе преминем директно на прашањата во интерес на времето. Господине Спасовски, додека во Скопје се и повеќето градови од Македонија се проценуваат штетите од страотното невреме, со кое буквално се корнеа и кровови и дрва. Од друга страна во Гостивар пак се истражува масовно труење на граѓани од загадена вода. До кога граѓаните ќе ја плаќаат децениската негрижа и некомпетентност на кадри што се поставуваат, да речеме, само по партиска функција, без разлика дали станува збор за власт или опозиција? Се случувало и ќе се случуваат елементарни непогоди, одредени случаи, меѓутоа за една држава е многу важно колку ќе бидат отпорни институциите и системот и како ќе се справуваат со тие предизвици кои што ги имаме. Јас се согласувам потполно дека секогаш граѓаните ја плаќаат најголемата цена за сето она што се случува, и ова говорам и од аспект и на граѓанин. Меѓутоа не може да се согласам дека институциите ги уредуваат луѓето од опозицијата. Сега од власт, а тогаш кога биле одредени луѓе на власт, секогаш имало. Да, и се менувало. Така да, ова што вчера ни се случи во Скопје е нешто што, може би зачестено се случува заради глобалните затоплувања, заради низа на фактори, природни фактори, кои што тој дел не е спорен. Меѓутоа, што е спорно? Спорно е, например, зошто немаме сериозен систем за известување како што го имаат нормалните европски држави. Го имате во Србија, ако гледате извештаите, ако ги гледате, ќе видите дека се најавува благовремено. Сега имаше во Грција такви најави, во Србија имаше таква најава. Дека ќе имаме циклони со страотни временски услови кои што може да предизвикаат одредени нешта. Тоа е првата работа. Втора работа, веќе кога ни се случуваат вакви работи, како институциите одговараат на сето тоа што е причинато како штета. Погледнете го градот денеска и не само Скопје. Погледнете ги другите градови, ние не сме во состојба како држава, како институции, да се справат со одредени последици кои што има. Еден дел од Куманово, во моментот повеќе од 19 часа нема електрична енергија. Луѓето се оставени без електрична енергија. Голем дел на селски населби, приградски, така натаму, тоа подразбира дека во одредени сегменти нема и вода, затоа што нема и струја. Да не зборуваме за штети кои што се предизвикани врз имотот на граѓаните. Единствено е среќа што немавме и некоја жртва, затоа што навистина тоа беа страшни. И мислам дека институциите на системот, односно владата, владеачките структури и така натаму, мора да преземат мерки со кои што ќе покажат дека нешто се менува. Добро, тие дека добро си ја вршат работата, формирани беа кризни штабови, мислам дека ништо, знаете, ако имате кризен штаб формирано и ако тие заседаваат, тоа не значи дека добро си ја вршите работата. Да, но прашањето повеќе беше и од аспекти за во какви градби живееме, ако 3000 евра квадрат се плаќа во Скопје. Еве ќе ви одговорам, ми се случи пред година дена пулс во Кочани. И тогаш сите едногласно, без разлика кој и од која политичка структура е, дали е тоа од научната, експертската јавност и така натаму, констатиравме дека системот мора да се смени. Мора нешто во системот да смениме. Инаку вака не оди работата. Што е после година дена и повеќе од година дена променето во нашиот систем? Ништо. Освен промена на законски решенија во која што се намалува условите, се намалува критериумите за избор на партиските директори кои што ги поставуваат ВМРО, ДПМН, не знам, и ВЛЕН. И тоа не треба да се премолчува, тоа треба да се види дека на секоја седница на собранието ви имате по неколку законски решенија на кои што се намалуваат критериумите за избор, едноставно се цртаат луѓето кои што треба да бидат
на одредени позиции. Се додека така постапуваме во институциите, и тоа морам да кажам, не е тоа сега во овие 2,5 години, тоа е од 90-та година до денес. Да, токму тоа сакав да кажам, граѓаните плаќаат 35 години наназад, какви биле тие процеси, мислам дека сериозната партизација настапува некаде после 98 година. До 98 година сепак имало некакви критериуми кои што може би се останати од претходниот систем и така натаму, поинаков начин на делување на луѓето и размислување, меѓутоа целосната партизација, избор на кадри кои што се лојални на партијата, а така не беше и со СДСМ претходно кога беше на власт? Ве прашувам наискрено од аспект на, бидејќи затоа не реков дали ВМРО ДПМН, дали СДСМ. Не знам дали ме слушнавте што кажав претходно. Реков дека во изминалите 30 години. И ве слушнав, тука не оделив ни едни ни други. Меѓутоа, ние не можеме постојано да се враќаме назад и да кажуваме дека се некој друг е крив. Ја очекував денес дека ќе излезе владата со соопштение дека и за ова опозицијата е крива што се случи вчера во Скопје или во другите градови заради елементарните непогоди, заради тоа што гледате дека наместо превземањето на одговорност од страна на ВМРО ДПМН на знаме и на влен пред граѓаните и фалбите дека се со огромно мнозинство во собрание и така натаму, што им дава можност комоција во законодавниот дом да бидат брзи и ефикасни во промена на законски решенија, во менување на системот и така натаму. И СДСМ секогаш укажува на фактот дека се она што ќе значи подобрување на било кој сегмент од општеството, системски да се променат одредени работи, дека сме тука и да дадеме подршка. И тоа сме го покажале низ. Да, во тој контекст сакав да ве прашам, сакав прво за гостивар, меѓутоа еве се надоврза природно, па ќе се вратиме повторно. Кога зборуваме за некаков консензус или поддршка, тоа не беше случајот со изборниот законник. Ако зборуваме нели за потреба промена на системот, реформи, вие одлучивте нели дека ќе го блокирате и претходно не учествувавте во работната група и сега на некаков начин постојано од власта ве прозиваат како одговорни и виновни. Што се случи, господине Спасовски, со изборниот законник, ако е дел од реформа и Македонија ќе загуби повеќе од 4 милиони? Тука не сме да има никакви промени на тезите. Значи, единствено виновен за неспроведување на реформските процеси во државата е владата и парламентарното мнозинство и никој друг. Еве зошто. Ако вие имате рокови за реформската агенда кои што завршувале 31 декември 25 година, па биле пролонгирани за јуни 26 година, а сте на власт од 24 година, и вие во последните 10 дена од истекот на рокот ги доставувате измените во така наречените реформски закони, кој ќе биде виновен вие што сте преспале 2,5 години наместо да ги носите законските решенија? Но работна група работеше. Не, работната група работеше последните 4 месеци за изборниот законник. Јас зборувам генерално за реформските законски решенија. Изборниот законник е законник кој што се менува или се донесува исклучиво со консензус во однос на сите учесници во политичкиот живот. Да ве потсетам, исто таков закон се донесе, законот за влада, помеѓу 4 партии, 2 од власт и 2 опозиција, низ преговори за измена на законот за влада и основање на така наречена пржинска влада. Оваа влада на ВМРО ДПМН тој принцип го сруши со тоа што сами, без никаква консултација со СДСМ и со другите опозициони партии, си го смени законот и рече да, ние имаме сила, имаме 58 пратеници, кои сте вие да ни кажувате како ќе направиме и зошто сметаме дека треба да го смениме законот. Океј. Тогаш нормална е реакцијата дека ние не сакаме да учествуваме и да преговараме за некој законник или за било што со власт која што сака сето тоа да го спроведува на начин на кој што тој го спроведува. Тоа е првата работа. И втората работа. Која е реформата во изборниот закон? Да, што е спорно со гласањето на диаспората? Ја го поставам прашањето и пред вас и пред македонската јавност. Реформа ќе биде ако имаме една изборна единица. Реформа ќе има. Вие сте за една изборна единица? Да, апсолутно, ние го кажеме нашиот став. Реформа ќе биде ако имаме отворени листи на кандидати. Па тогаш граѓаните да можат да си одберат пратеници по нивна мера за тие за кои што сметат.
не може ние да глумиме дека имаме реформа во изборниот законник, а во суштина да договориме дека единствената реформа во изборниот законник ќе бидат забелешките од ОПСЕ од ИХР и на тоа додаваме како да гласа диаспората, електронско гласање или гласање по пошта и така натаму, без при тоа да имаме пилот проект, да видиме како тоа ќе функционира. Јас ќе споменам Франција и Естонија се двете европски држави кои што биле во обид да спроведат електронско гласање, па не успеале. Па го смениле брзо системот. И ние да не се лажеме дека Македонија ќе биде држава која што ќе биде поуспешна и од Франција и од Естонија. Сега кога слушаме премиерот или ВМРО ДПМН, ние сме поуспешни, да, трета економија во Европа и се понатаму, меѓутоа фактите говорат нешто друго. Да, бидејќи од власта понудија дека ќе дадат и оваа дилема да ја расчистиме, дел од впечатокот во јавноста е дека на некаков начин ова е повеќе партиско и наетење, бидејќи да речеме од власта понудија да седнат опозицијските партии, да договорат се што е ваше барање и дека ќе дадат бланко поддршка. Не, од власта не може да нудат што треба да прави опозицијата. Како предлог беше? Не може да дадат такви предлози. Власта треба да превземе одговорност. И преку превземањето на одговорност да седне и да изменаџира со сите партии кои што се во собранието. Тоа не може да го прави друг. Вие не може да повикувате на единство, а да не го правите самите тоа единство. Не треба да седнуваат опозициони партии, па тие да се договарат како опозиција што би правеле со партиите од власт. Затоа што секој од тие политички субјект сам за себе. И затоа владата носи најголема одговорност. И само еден податок да ви кажам. Изборниот законник, на основа на кој што се работеше, тој не е нов изборен законник. Измени. Тоа говори дека овие 2 години министерот за правда, кој што впрочем е разрешен од функцијата при реконструкцијата, нема направено ништо. Сакам да кажам дека тие измени, односно таа основа на гледање на изборниот законник беше направена во времето кога министер беше Кренар Лога, односно владата на СДСМ. И сега ја се прашувам, што правевте 2 години како влада, за да ни понудите нешто што ние сме го направиле претходно. Добро. Или 2 години правите реформа, готвите закон за парнична постапка и после 2 години го носите истиот закон кој што бил подготвен во времето на владата на СДСМ. Само сме изгубиле 2 години наместо да го донесеме пред 2 години. Добро. Така да не сме да се менуваат тезите дека некој друг е виновен затоа што владата не успеала да земе 4,5 милиони евра. Не, владата можеше да успее. Значи вие не гледате одговорност кај вас. Па нема одговорност, не може да има одговорност кај никој друг, освен кај тој што се фали дека има огромно парламентарно мнозинство. Во ред, во интерес на времето, сакав да ве прашам околу, ме интересира ваш став околу случувањата во Гостивар, она што претходно во воведот на емисијата го начнав. Каде алоцирате вие одговорноста за оваа катастрофа со загадената вода, можам да кажам, во 21. век? Ова е сериозна катастрофа што се случува и одговорноста е на сите нивоа. Од централно до локално. Градоначалникот не чувствува морална одговорност. Не, па јас не слушнав и дека некој од министрите чувствува одговорност. И еве си го поставам прашањето. А зошто некој од министрите во владата не би чувствувал одговорност? Зошто, например, затајувањето на здравствените власти не понуди некаква одговорност? Каде мислите дека затаија? Кој ги испитува примероците на вода? Институтот за јавно здравје? Па денеска се појавуваат примероци да пред неколку дена имало испитување, односно резултати кои што укажувале дека водата била исправна. Вториот факт, што е многу важен, моментот во кој што се пријавуваат првите 200 граѓани на Гостивар во болницата. Тоа не значело ништо ниту за здравствените власти, ниту за владата, ниту ништо. Да после 5 или 6 дена настапи првичната реакција. И сега ние каде сакаме да лоцираме одговорност? Сакаме политички тоа да го правиме и да кажеме да, не сме ние ништо виновни, некој друг е
друг е виновен. Да, прашањето е дали ова треба да се партизира или да се почека институциите да си ја завршат работата, па потоа не треба да се со партизира, официјални туку информации. треба да се признае дека ни се случи кочани и дека апропо тоа не направивме никаква промена во системот. И дека се случува сега ова што се случува во Гостивар и дека институциите недела дена молчат и ништо не прават во тој момент, а еве и до ден денеска ние немаме никаков одговор во однос на тоа каков квалитет на вода бил, колку испитувања биле направени и така натаму. Да, слушаме тие податоци кои што биле собрани, се води истрага и така натаму. Еве, не мора да имаме ние детали од податоците кои што излегу. Да, вие сте биле министар за внатрешни, знаете како да истражните действија. Не мора да имаме детали. Меѓутоа треба да кажеме да, од тогаш има испитување 5 пати во тој период. Од тие 5 пати, 3 пати водата била исправна или не била исправна. Ако биле мострите исправна вода, тогаш да се види што е тоа, како е тоа направено, дали била исправна или не била исправна водата. Дали тие можеби извештаи се реални или не се реални. Значи тука постои многу начини кои што треба да се дојде до вистината. Што правил Институтот за јавно здравје? Тие се обврзани да прават контролата на водата, не само во еден град, туку во сите градови. Добро, да, веројатно ќе покажат официјалните информации. Ќе покажат само, знаете, не можеме ние да имаме само реактивно влијание на институциите. Добро. Сега ќе ве вратам на политиката. Имам уште малку време, но сакав околу европските интеграции, апропо реформите. Денеска лидерот на СДСМ Венко Филипчи имаше на изјава во собранието каде што ја обвини власта нели за закочениот европски пат и ја спореди со државен удар. Дали вие се согласувате со ваквата оценка или подобро е можеби и власта и опозицијата да седнат на маса и да најдат заеднички јазик како понатаму ако се знаат позициите? Затоа што се случува во овие 2,5 години застојот на евроинтегративниот пат и така натаму, тука исклучиво одговорноста мора да падне на владата и на никој друг. Затоа што, повторно ќе повторам, ако сакате вие да владеете со државата, ако сака премиерот Мицкоски да биде лидерот кој што ќе води во овој процес, за да води, треба да се седне и да се разговара и да видиме кои се нашите стратешки национални интереси. И ако имаме такви стратешки национални интереси кои што треба да ги оствариме, тогаш да видиме, значи ја знаеме целта, да ги видиме методите. Кои се тие методи преку кои ние треба да доеме до таа цел. Може ли диалог во собранието, господине Спасовски, на оваа тема? Секако дека ако може. знаеме дека се диаметрално спротивни ставовите помеѓу, да речеме, ВМРО ДПМН и помеѓу СДСМ и околу уставните измени. Владата од друга страна па вели све што договориле СДСМ претходно со францускиот предлог е погубно сега. Прво да ви кажам, значи ние можеме да имаме спротивни ставови во методологијата како да доеме до целта. Ние декларативно од сите политички чинители имаме заеднички ставови. И ВМРО ДПМН, и ЗНАМ, и ВЛЕН, и СДСМ, и ДУИ, и Алијанса на албанците, и Албанска лига и така натаму. Сите викаат ние сме за Европска унија. Тука значи немаме ние разногласие по однос на тоа прашање. Сега, како ќе го оствариме тоа наше стратешко постигнување? Тоа се веќе методите преку кои што ќе дојдеме до одредено решение. За тоа треба да се седне да се разговара. Ако ова што го изјавуваме декларативно дека сме сите за Европска унија, а некој од нас не посакува, тогаш треба и тоа реално да се каже. Или да кажеме да, еве ВМРО ДПМН сега има, реков пак, голема подршка во собранието, 58 пратеници, еве сега турската партија им доаѓа како коалиционен партнер, па се 59, заедно со ВЛЕН се некаде 79 пратеника и така натаму. Треба да рече, имаме механизам, имаме предлог кој што го нудиме до опозицијата да застанеме сите заедно, преку овој начин ние сметаме дека ќе дојдеме до остварување на целта на Европска унија. Или ако нешто не е добро направено во претходниот период, еве јас ви гарантирам дека се што е направено во интерес на државата, со чувањето на јазикот, на идентитетот, на посебноста и така натаму. Меѓутоа, доколку тоа не е факт, еве ВМРО ДПМН цело време вели дека се што е направено пред нив, ништо не е добро.
тогаш се поставува прашањето зошто не се раскина договорите. Од Преспа, договорот со Бугарија, зошто не се менува преговарачката рамка. 2,5 години се власт веќе. Со огромно мнозинство треба да превземат одредени чекови. Добро. Не може да имате штетен договор и да го чувате штетниот договор. Да, повеќе во следна прилика ви благодарам што бевте гостин во Вести Плюс. Благодарам и на вас. Вам почитувани ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со Канал 5.